69-годишна жителка на село Зарапанци Пробишти била измамена и оштетена за 7.000 денари од страна на непознато машко лице, кое се представувало како државен службеник и барал пари како предуслов за добивање земјоделски субвенции. Во полициската станица во Пробиштип, 69-годишна жителка од село Зарапинци Пробиштипско пријавила дека на 26 јули околу 14 часот во нивниот двор во село Зарапинци дошло непознато машко лице кое се представило дека работело како инспектор за стока и по обавениот разговор со неа и со нејзиниот сопруг им рекол дека за 2 години тие должат по 3.000 денари за пашарина и 1.300 денари камата или вкупно 7.300 денари, пари кои што требало да ги уплатат до 15 часот, бидејќи во спротивно ќе ги изгубеле субвенциите за стоката. Истите му дале 7.000 денари, пошто непознатото лице, без да им даде некаква потврда, со возило заминало кон село Петрашино. Слична била и ситуацијата во Свети Николско, каде што 54 годишен жител на село Ерџелија на исти начин бил оштетен за 19.000 денари. На 31 јули годинава, околу 14:30 часот, од страна на 2 непознати лица, кои пристигнале во домот на пријавителот, од кој едното лице се представило дека е роднина на пријавителот, кој работел како инспектор во Агенцијата за храна и ветеринарство во Скопје, а другиот како возач. Пријавителот знаел дека има роднина, ама лично не го познавал и затоа поверувал и за да му заврши работа, да му исплатат пари од субвенции, му дал 19.000 денари. СВР Штип апелира до сите граѓани да бидат особено внимателни кога непознати лица од нив бараат парични средства и сите сомнителни случаи да ги пријават на бесплатниот број 192. Инаку СВР Штип изминатиот викенд спроведе и редовна контрола на возачи кои возат под дејство на алкохол и зголемена брзина. Деновиве на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип спроведена е засилена акцијска контрола на возачи кои управуваат возила додека се под дејство на алкохол. Од извршениот алкотест на вкупно 209 возачи утврдено е присуство на алкохол кај 30, поради што возачите се исклучени од сообраќај, а на 29 возачи времено им се одземени возачките дозволи, додека на 30 им се издадени мандатни платни налози. СВР Штип и понатаму ќе продолжи со засилени мерки и контроли за санкционирање на прекршоците брзина и алкохол како најчести причинители за предизвикување на сообраќајни несреќи.